Добар ден, почитувани гледачи на Слободна ТВ во Слободен печат. Отвораме нова тема, секако актуелна, а тоа е реформите во правосудниот систем. По сите оцени што ги даде меѓународната заедница, како и домашните институции, оцената за работата на правосудниот сектор не е позитивна или покритички би рекле дека е незадоволителна. Во овој поглед сакам да разговараме со компетентен соговорник за реформите во правосудниот сектор со цел да видиме што можеме да очекуваме во наредниот период. По тој повод ја поканив господја Антоанета Димовска, член на Судскиот совет, со кого ќе разговараме на оваа тема. Добар ден, господјо Димовска. Добар ден. Вие сте најмладиот член. Да, Или по стажот, по стажот. Или по новиот речник да го користиме ако сакате членка. Почетокот на разговоров сакам да го започнеме со една ваша оцена на уставната одредница на позицијата на Судскиот совет, со оглед дека во претходниот период даваше предлози, зборам за поранешниот Републички судски совет, а сегашниот Судски совет, според Уставот, може да разрешува судии, поротници, утврдува престанок на судска функција и понатаму да не го цитирам овој член, со еден збор Судскиот совет е власт. Дали ја практицирате власта на демократски начин или едноставно чекате само да ви одмине мандатот? Апсолутно не. Поставеноста на Судскиот совет е долги години наназад ваква како што е да избира судии и да избира судии поротници и да разрешува. Знам дека во јавноста за Судскиот совет нема баш најдобра перцепција. Морам да ви кажам дека и мојата лична перцепција како судија била не на многу високо ниво по однос на начинот на работата на Судскиот совет. И јас за тоа јавно сум истапувала и сум пишувала во 2017 година, посебно во 2017 година кога се случи промената на власта и кога нели се најавуваше па дали треба да има генерален реизбор на судиите, па ветинг. И сите судии некако очекувавме дека ќе се случи нешто ново и се случи еден избор во кој по ранг листата се избра кандидати кои не беа повисоко позиционирани, туку пониско, што е легитимно право на Судскиот совет, но не се даде никакво образложение зошто токму тие кандидати беа избрани. Јас бев поттикната од таквиот избор, за кој, впрочем, сите колеги реагирано, и јас тоа и го напишав како моја реакција и стојам за таа моја реакција и од денешна дистанца се гледа дека сум била апсолутно во право, затоа што тоа сега во оценската мисија беше оценето и ни беше дадено и како задача. И ако ме прашате, тогаш ни допред случувањата во Судскиот совет, јас не сум сакала да бидам член на Судскиот совет. Критички настапувавте во јавноста и како социолог и медиатор, па и како новинар имав можност да ги следам вашите дискусии. Ќе го задржите ли тој критички однос и во работата на Судскиот совет, со оглед дека народот вели врана очи не вади? Па не знам, доколку ги следите случувањата во Судскиот совет, ќе видите дека сум јас многу и критична и самокритична. И ние сме сепак колективно тело. Сега, во овој момент, можам да кажам дека Судскиот совет е многу поотворен, многу се дискутира, дискусиите се јавни. Не значи дека јас секогаш кога дискутирам сум во право. Колегите можат и да ме разубедат или јас да ги разубедам, и тоа е еден позитивен предзнак, но сепак, само кажувам предзнак, времето ќе покаже. Но дека сме тргнале по некој прав пат, убедена сум. Далеку сте од онаа состојба што беше претходно. Тоа ми е заклучено што го. Апсолутно. Во овој контекст сакам да ви го поставам следно прашање, отворите го сајтот на Судскиот совет. Една од задачите на членот на советот е всушност да учествува во работата, да дава иницијативи, потоа остварува увид во работата на судиите. Ме интересира всушност дали имате направено анализа како Судски совет, не вие лично, одредена анализа за судиите врз призма на дојави од граѓани,
представки, приговори, или со еден збор овие мислења што стигнуваат од меѓународна заедница се наведуваат и конкретни примери, дали тоа е документирано и преземате действија? Видете, ние, Судскиот совет секојдневно има увид во работата на судиите. Пред се морам да објаснам како работи Судскиот совет. Значи, секој член е координатор за определен број на судови. И тој постојано е во контакт со тие судови. Потоа, секојдневно доаѓаат представки кои преку електронски систем се распоредуваат до членовите на Судскиот совет и секој член на Судскиот совет за да постапи по представката се подготвува, прибира материјали, изјави од судијата и така натаму, и тоа значи секојдневно следење. Од друга страна, секој граѓанин може да поднесе барање за утврдување одговорност на судија, а тоа може да го направи и член. И верувајте дека ние тоа го правиме на дневна база. Какви се резултатите? Има ли негативни оцени, она кога би рекле петка како најдобар судија и единица како лоши судија? Да ви кажам, пред се можам да кажам дека имаме многу добри судии. Да, и процент се општиот многу дека добри судии. Имаме многу добри судии. Процентот на лоши судии го прават имиджот на судството во јавноста. Можам да кажам дека некои судии не се на нивото на задачата, но не се на ниво на кое, да речеме, постојат причини да ви им поведете постапка за да утврдите нивна одговорност. Може би гледате дека не се снаоѓаат најдобро, но за одреден број на судии поднесени се барања, утврдена одговорност или се разрешени или се казнети. Што веројатно во јавноста не доаѓа толку често. Па не доаѓа толку често, знаете, затоа што се до правосилноста на таквата одлука, постапката е тајна. Кога веќе ќе стане правосилна, па верувајте, не верувам дека... доаѓате во суд ситуација еден судија да добие во 1 или 2 години поголем број на опомени или забелешки да го разрешите? Не, јас бар додека сум тука не се случило. Ама можете тоа да го правите? Апсолутно, и тогаш ако се изрече поблага казна веќе другата ќе биде построга и така да секако дека тоа може да се случи и ако има причина, секако дека ќе се случи. Прашањето што ви ги поставам вака диелектички на брзина како од заседа. Нема проблем. Вие сте спремни, затоа мислам дека можеме вака да го водиме разговорот. Тргнам од претпоставка дека суштината на реформите во судството е всушност почетокот на кадровската политика. Доколку изберете судии со интегритет и со знаење, може тие да се справат со сите негативни тенденции. Моето прашање всушност оди во таа насока. Дали ги оценувате судиите низ оваа призма? Не мора да погрешат. Туку дали го подигате нивото на лествицата во кој што кога го испоредиле со спортскиот речник, вие имате атлетичари, ама секогаш барате подобри што ќе направат подобар резултат од претходните. Токму тоа го бараме, видете сега. Сега имате значи исклучив начин да влезете во судството е академијата. Точно. Таму ти полагаат тест за интегритет, поднос на проверката на стекнувањето и проверката на знаење во рамките на академијата и тоа си го прави. Судскиот совет ги избира. Тоа младите кадри, постојните кадри, од кои ние веќе некои напредивме кои што се со академија. Судскиот совет ги оценува согласно сега постојната методологија, прави рангирање, но при последниот избор кој што беше јавен и транспарентен, ние ги разгледуваме сите аспекти на тој судија. Така да можеше јавноста да види дека ние дискутиравме зошто некој судија јако е погоре на листата. Во тој момент сметаме дека не треба да биде унапреден, а треба да му дадеме предност на следниот. Така да мислам дека овој избор можеби беше оценет како еден од најреалните и најдобрите. Ја спомнавте и оценската комисија, таа во рамките на задачите што ги даде 40 препораки, мислам дека беа 17 велат може да се применат веднаш без промена на уставот. Прво да прашам методолошки, ги прифаќате овие 40 препораки како објективни, како точни? Апсолутно. Не се субјективни, не се нешто претерани или погрешни? Не. А овие 17, дали почнавте да ги имплементирате? Да ви кажам, кога стигна извештајот на оценската мисија, веќе ние дел имавме имплементирано. Да речеме, тие да се образлагаат одлуките за унапредување. Ние веќе тоа го направивме, да се образлагаат одлуките за именување. Или одлуките кога се времено се упатуваат суди. Имаше во тој период, кога дојде оценската мисија, од ново избраните суди се појави потреба дел да бидат времено упатени во други судови. И тука се случи едно недоразбирање, бидејќи
сите тие новоизбрани суди аплицирале за судовите во Скопје. И во интервјуто колегите им укажале, јас не бев дел од тогаш од судскиот совет, дека дел од нив ќе мораат да бидат временно патени и сите рекле да, нема проблем, изберете не во Скопје. И потоа, кога ние временно ги упативме, донесовме едни одлуки или со едно образложение дека има потреба, дел од нив, што по мене јас отворено кажам е некоректно, поднесоа жалби до Врховен суд и Врховен суд рече не се доволно образложени одлуките. И тогаш ние повторно ги донесовме истите одлуки. Со образложение. Ама со многу детално образложение, што по мене, пак ќе кажам, не беше во ред. За мене, судија, ако даде збор дека ќе прифати да биде временно упатен, не сме да го повлече. Но сега да оставиме на младоста, на домашните прилики и така натаму, и сепак сме само ние луѓе, па и судиите. Во една од дискусиите што ми остави впечаток во однос на не споревте, мислам со јавноста, еве така ќе го направам прашањето како да сте спореле, дека процентот од 2% рейтинг на на судиите во Македонија бил можеби перцепција или погрешна интерпретација. Вие мислам дека кажавте 23 или 25. 28. Веројатно други стручни лица рекоа па и тој е низок. Прашањето сега ќе го поставам на позитивен начин. Ова што го направивте, зошто не излезете во јавноста и да го кажете, или се уште судскиот совет или поединци внатре во судскиот совет се плашат од реакцијата на медиумите, на јавноста да го кажат нешто позитивно? Не се плашат, да ви кажам. Добро. Меѓутоа сметаме, значи еве да кажеме, Светска банка правеше своја независна анкета и утврди дека 28% од корисниците на услугите на судот се задоволни, а 31, нешто посто од адвокатите се задоволни. Што значи, тоа е повисок процент од оној со кој се манипулира во медиумите, но за мене тоа се уште не е за фалење. Так. И сега, јас тоа го кажав на една седница, бидејќи беше потребно да се каже, но сметам дека тоа не е за фалење, се уште. Не. Меѓутоа, ова што го кажате веќе како пракса, е за потенцирање во однос на промената на однесувањето. Видете, дали е се уште малку, мислите тоа? Се уште јас сметам дека е малку, меѓутоа сметам дека состојбите во судството нешто не се полоши во однос на другите состојби во државата. Бидејќи ако ние имаме 1.200.000 предмети, тоа се граѓани кои сепак веруваат во судството. Некој ќе каже, ма нема каде да го оствари своето право. Па може да рече, па не му верувам на судот, немам ништо да тужам. Огромниот број. Добро, не сме дојдени до таа ситуација. Огромниот број тоа го кажува дека сепак поголема е довербата и можам уште добро да искористам оваа прилика. Повелете. Знаете што? Малку неедуцираноста на граѓаните дека судот не им помага на странките. Вие морате да дојдете подготвен во суд со докази за да можете да го створите правото. Во суд нема да добие тој што е во право, туку тој што ќе докаже. Тоа малку има наследство и од стариот систем. Сега ќе зборам од аспект на граѓанската постапка, кога судот имаше обврска да му помага на граѓанинот. Сега повеќе такво право нема. Ние го следиме европското право. Двете странки се еднакви, тужителот и тужениот. И тоа се некои рецидиви кои исто така не му помагаат на судството. Не велам дека тоа многу влие на перцепцијата, но влие на перцепцијата на граѓаните. Се уште очекува дека судијата не помага. Судијата очекува докази. Добро, ајде го извртиме сега прашањето, зборот намерно го кажувам извртиме, очекуваат барем да правично суди. Тоа мора да го очекуваат. Тука нема дилема. Тука немам дилема дека мора да очекуваат правично и фер судење. Затоа секоја страна што ќе дојде мисли дека е во право. Апсолутно. Ама ние доаѓаме како јавност да се прашаме за некои пресуди во однос на висината на казната, дури и самите адвокати кои што ги застапувале странките кажуваат дека судијата погрешил многу во однос на одредувањето на казната. Па видите, јас сега не можам секогаш да се служам со некои оценки на адвокати, јас некогаш сигурно се и во право. Тоа ми е зборот. Сега знаете, од случај до случај. Дебата во рамките на судскиот совет една таква реакција
Барем да ги видите документите. Знаете, ние често и ги гледаме, меѓутоа многу е тенка линијата до каде вие можете да влезете во гледање на една одлука, да не навлезете во нешто што ви е забрането со закон. Така. И тука затоа е специфична улогата на судскиот совет. Добро, тогаш имате ли право во јавноста да излезете со одреден коментар? Не да бидете страна која што ќе заземе страна, туку едноставно да кажете дека за таа постапка судијата постапил во рамките на своите надлежности. Можеме да кажеме, да. Можеме да Тоа кажеме. автоматски се намалува веќе ставот на другата страна дека судијата Можеме се да огреши. кажеме, меѓутоа и таквото кажување е непопуларно по мене. Знаете како? Сепак треба да ги оставиме да оставиме да течат работите по некој нормален тек. Да, ама ние не сме во нормална ситуација. Се согласувам. Тука апсолутно се согласувам. Нас ни треба добри примери дека се спроведува законот, дека има луѓе што сакаат да се справат со ова состојба во судството. Има. Се обидувам сега и како социолог и како новинар да размислувам, меѓутоа сега ќе ви го поставам прашањето. За момент заборавете дека не сте член на судскиот совет. Кога ја гледате снимката во судскиот совет со промената на тогашната председателка, сега вас вие и колешка, односно и тогаш ви била колешка, кое ви беше чувството за тој орган? Сега влеговте внатре. Ми беше неубаво чувството и тоа ме поттикна да се пријавам на конкурсот. Затоа што замислете на нас како граѓани. Да, неубава гледка, но тоа се некои наталожени односи, можеби нема да ми верува јавноста, за која се трудам да не навлегувам. Многу што се случило. Да не, јас сакам за да можам да тргнам напред, не треба многу да се враќате назад. Така е. Јас реков, добро ќе дојдам ако можам со своето знаење и искуство да помогнам. И знаете, кога некој ќе дојде кој не бил во допир со целата, малку повеќе може да помогне. Еви, јас ќе гледам така. Дојде управниот суд, донесе постапка, ја врати председателката. Се подобри ли односите во судскиот совет сега? Да. Аха. Значи нема некои работи, да. Значи одлуката не влие на влошување, туку на подобрување односите. На подобрување. Не можам да се разбереме. Идеално не може да биде, затоа што некои работи функционално тело станови пофункционални. Тука уште едно прашање, потоа ќе преминеме на други теми. Една од дебатите беше учеството во работата на судскиот совет на председателката на Врховниот суд. Се надмина ли таа кризна ситуација или доаѓа ли председателката доаѓа на секоја седница, да. И активно учествува, да. Со оглед дека веројатно имаше тука некоја лична димензија која што ние како јавност никош не ја дознавме, иако барем лично јас го изслушав целиот совет како зборуваше. Во секој случај, пак ќе речеме, да не се навраќаме на минатото, меѓутоа не можат тие лоши состојби да бидат пречка за професионална работа. Не смеат. Мораме да се надминеме себе си. Што да правиме? Добро. И во парламентот немаат идеални односи, нели, ама мора да донесат закон, мора да дискутираат. Со дека тимот е консолидиран, ваков или таков? Па не е целосно консолидиран. Да. Не застасуваат двајца членови. Да, имате одредени позиции. Сите анализи укажуваат дека степенот на корупција прво во општеството или во државата, меѓутоа и државните органи е висока. Да. Меѓутоа нема судски постапки. Или тие што ги има, јавноста ги оценува дека се мали, а и дури се лошо водени. Почнувајќи од специјалното обвинителство што беше, па праксата што дојдовме со. И секој ден јавноста реагира, медиумите реагираат, веројатно и професионалците, како се пробиени рокови од страна на апелација, како се купени имотите и така натаму. Може ли ова состојба на вистина да се подобри, господи Димовска? Видете сега вака. Корупцијата има многу слоеви. Оној најсуровиот и очигледно е давање пари, така? За да тоа се потврди, треба некој да пријави и да биде фатен судијата ин флагранти. Да. И јас стојам на тој став. Сега како да го направиме тоа? Потоа до нас доаѓаат. Може ми поставувате реторичко прашање, ма ќе одговорам. Сите рекоа дека одредени системи во држави како што се во соседството може да се проверат преку имотната состојба, преку сметките. Тоа може тоа е нешто што треба да си го работи службите и надлежната комисија. Значи може. Може, како не може. Може. До нас доаѓаат представки, викаат, ама сега треба да се провери тој судија како има толку богатство. Ние препраќаме редовно тоа до обвинителство. Таква представка во која некој се сомнева на коруптивни елементи. Во потеклото на имотот? Да, ние ја доставуваме до обвинителството. Обвинителството што понатака прави, дали истражува, нема обврска нас да не известува. Ние претпоставуваме дека они тоа го прават и вршат проверки. Второто ниво на корупција е
Услугата. Зошто Да, некој судија би злоупотреба на направил законот, нешто? да. Ако го следува по закон. Сите тоа, не зборувам за судија, воопшто што е Но зашто би коруптивно го правил дејство. тоа? Го Зашто би- злоупотребувам законот за да добијам некоја друга против услуга. Тоа исто така треба да се докаже. И знаете што, и до мене како И овде граѓан... имам коментар. Лесно се докажува. Еве пример. Од госпоѓа Антонета Димовска ги земам од 2022 година од вкупниот број пресуди 5 на случаен избор. Ги давам на 5 релевантни суди и чекам да ми дадат оцена. Ако се утврди злоупотреба на позицијата, пример, погрешно толкување на законите или корупција, едно од овие ќе се докаже преку читање на пресудите. Па да ви кажам, не знам дали за корупцијата. Не, корупцијата не може да се доказва. Корупцијата не, погрешно. Ама може членовите да докажат во смисла на погрешно примена на законите. Судијата мора да даде некакво образложение зашто донел таква пресуда. Може. Видите, сега и тука во Советот ние сме, морам да кажам дека е различно толкување, затоа што вели дека не може да навлезе, не може судскиот совет да ја смени одлуката, што значи дека не може да навлезе во начинот на одлучување. Јас велам да, ние не можеме да навлеземе во начин, ама единствено одлуката ни е појдовна основа од која можеме да утврдиме. Но треба да бидеме спремни дека тоа треба навистина да го правиме нетенденциозно и ослободено од било што. Ма еве 7 луѓе нека бидат, тајно нека гласат. Не треба да бидат 7 луѓе, тоа треба да го прави судскиот совет, не сме да го прави никој друг. Судскиот совет има таа надлежност и ние разгледуваме и одлуки. Видете, ние не треба да се претвориме во тело кое ќе ги ќе биде плашило за судиите. Не. Вие сте власт. Вие морате да изградите позицијата на авторитет како тело дека тој судија се огрешил од законот. Апсолутно. И лоша пресуда добра. И се трудиме тоа да го правиме. Тоа сакам да кажам. Се трудиме. Јас не ви противречам во однос на прашањата што ви ги поставам, туку се обидувам јавноста да добие одедно на мислење дека судскиот совет работи во интерес на граѓаните. Апсолутно. Затоа што практично ако продолжи оваа сенка врз работата на судскиот совет, мислам дека само се залажуваме дека правиме реформи во правосудниот Видете, сега јас ќе ви кажам нешто. Овој состав на судскиот совет не е полош од другите состави на судскиот совет, но сега е потранспарентен. И тоа држи. Еве се согласувам. Еве, дали некој пред 7-8 години знаел што работи судскиот совет? Сега сме отворени, сме транспарентни. А обратно да ја извртам тезата, дали состојбите дојдоа толку многу лоши да веќе не може да се крие работата? Во однос на пред 7 години? Не, тогаш бевме заробена држава. Да ви кажам, јас тврдам дека состојбите во судскиот совет се наталожени проблеми од пред 20 години. Тоа се таложеле проблем по проблем. Јас можам да ви кажам дека ние слушавме нели по однос на избор на судии, како се бирале, што се бирале, влијанија. И ние сме мала држава, да се разбереме. И се познаваме. И се познаваме меѓу себе. И не е греф ако некој судија го поддржува некој, ама тој навистина е квалитетен. Да. Ама лошо ако се поддржува неквалитетен судија. Или се молчи на лоша состојба. Апсолутно. Затоа што и во ова студија што дошле професионалци, адвокати или луѓе што ја следат правосудната сфера, во основа стојат на ставот дека голем е бројот на судии што често си ја вршат и професионално работата. Јас тврдам дека е тоа така. Меѓутоа, сите го поставуваат второто прашање зошто молчат на состојбите од однесувањето на други колеги кои така несоодветно или поинеку не знам како да речам, не се криминалци зашто не се докажани, ама не се угледот и лицето на вистинското судство. Ох, тоа е многу тешко прашање. Нема да спомнам имења од пристојности заради тоа што лицето не е тука. Ама самиот чин како може на еден судија да му помине рокот за одговор по, да речеме, по жалба и да застари предметот и да се... Тоа е многу комплексно прашање. Видите, јас не би сакала да испадам дека ги бранам судите, но видите, вие знаете колку судии недостасуваат. Еден судија за прекршоци во Основниот кривичен суд има 1400-500 предмети. Тогаш што е решение? Нови судии? Ама не може. Академијата произведува нови судии. Ние имаме дупка. Еве сега се јавува потреба да се изберат судии во повисоките суди. Во апелациониот суд Штип е алармантно. Таму немаме судии во граѓански оддел кој да суди. Не може да се формира совет. Секаде е алармантно. Тие судии од основните судови а во основните судови сега има недостаток,
Имаме неподготвена разбирам. генерација. Значи, или бројот ќе биде проблем да се решават проблемите, или бројот ќе биде проблем за квалитет на судење. Апсолутно, тоа ќе се одрази. И тоа, видите, и тука не може да ја префрлиме вината на судската власт. Јас ќе се пошегувам сега со начинот на кој што ги толкуваме работите. Ке се сетите и вие, иако сите по голем број сега се возачи на автомобили. Меѓутоа пред 20 на 30 години, кога немавме толку многу автомобили, возачот на градскиот превоз, кој што упорно ја вози релацијата, доколку два автобуса се исклуча, гневот на патниците доаѓаше кај тој што стигнува. Тоа е нормално. А тој вози цело време. Тој не застанува. Кај си до сега? Испаѓа дека судиите кои што судат и кои што ги пополнуваат празнините на недостиг на кадри, всушност викањето или критиката оди кон нив. Имам тука едно прашање за вас. Од планот за борба во корупција го најдов од 2022 година, сега сме 24-та, 2 години се поминати. Поставени се 4 клучни столбови за борба против корупцијата. Првиот, дигитализација, независно и ефикасно судство, професионализација на институциите и превентивни мерки за борба против корупцијата. Прашањето може да биде гласно. Дали ова се заврши, а и обратно? Дали од завршената работа се продолжи да се направи подобро? Видите, ова стратегија ќе трпи промени, бидејќи е многу општа, ние тоа го констатиравме, по однос на дигитализацијата. Дигитализирано е судството, меѓутоа веќе се, како и секоја програма која ќе заживее, се гледат определени слабости. Ние ги соочуваме тие слабости и сега имаме од проектот за владење на правото и поддршка од IT специјалисти кои што заедно со наши ќе ни помогнат да ги утврдиме каде се слабостите и тоа се надминува и ќе се надмине, меѓутоа да зборуваме реално. Со буџет од 0,29%. А со законот е предвидено 0,8 од бруто домашен производ, за да функционираме, ние сме секогаш на ивица да не можеме да ги задоволиме основните потреби. И се изискува и пари. Секоја слабост во недостаток на... Ние имаме пополнетост со човечки ресурси во судовите помеѓу 30 и 40%. А имаме наплив на предмети. Кажете ми како фактички мора да се обезбедат средства за да се вработат судии. Па нормално, не само судии. Туку и персонал. Ние сме, значи без другите, без судската администрација која е многу важен, клучен елемент, вие не можете да работите, не е само судијата, тука се милион други. Ние сме ланец, ако една карика затај не може да се работи, ако немате записничар, ако немате службеник, тоа се многу важни. Јас секогаш сум се шегувала, сум викала, многу ми е важно кој ќе биде председател на судот, но поважно е кој ќе биде записничар. Ме разбирате, тоа ние сме зависиме еден од друг. Тоа се луѓе кои се неопходни за функционирање на судот. Кога го споменавте буџетот, јас се согласувам дека оцената може да биде дека е мал или низок износот што се одредува. Да, пренизок. Дали стигнуваат овие анализи до политичките субјекти, во случајот и до собранието? Па стигнуваат, ние постојано апелираме, постојано зборуваме, бараме. Меѓутоа, веќе мислам дека не може да продолжи ова вака, ќе мора да бидеме поагресивни. Не може не можете само да барате и да очекувате. А при тоа имате клучниот фактор е негативен. Да. Апсолутно. Има една ситуација што често ја кажуваат вашите колеги, сега под ваши колеги ги бројам сите субјекти што се во правосудниот сектор, дека судскиот совет или судовите во Македонија добија високо ниво на автономија, веројатно не го спомнале овој елемент со буџетот, потоа имаат независен буџет, изборот е сведен на нив, иако јас стојам на ставот дека судскиот совет може да има и други членови, значи не само стручни соработници или лица од правосудниот сектор, со оглед дека тргнуваме од претпоставка вака како што е поставен работата, сите можеме да имаме одредено знаење за работата на судијата врз елементите кои што ќе бидат приложени. Сега се обидувам да го поставам на толку високо демократско ниво работењето на судиите, да безмалку нема што да се крие. И сега го зимам како фактор. Кога би ставиле процент, колку тој буџет го одредува работењето на судовите?
толку ли тој фактор е клучен да сите овие разговори што се прават околу судството се сведуваат на мал буџет? Па многу е клучен, ќе ви кажам, еве ако сакате вие да вработите нови, значи од буџетот се издвојуваат средства за нас, но тоа ние не сме самостојни во тоа како ќе ги распределиме за да се вработи. Судски службеник треба да се добие одобрение од Министерството за финансии. И како сте вие независен тогаш? Тогаш не постои таква независност. А може уставно или законски да се постави тоа како дека е посебна судска власт? Ма се може. Дека фактички доколку вие ги добиете парите, треба ние да одлучуваме како ќе за буџетот. За буџетот и каде ни треба вработување. И кога некој суд бара вработување, судовите носат одлуки. Сега јас ќе се оградам, може и моето познавање на економијата и на водењето на буџета, ама ако треба самостоен буџет, по тоа се мисли самостоен буџет. Апсолутно. Дека вие носите одлуки како суд, судска власт, трета власт. Не можете да зависите од волјата на министерот сега во случајот. Нешто не можеме. Јас викам дека не смееме. Да. Но зависиме, така е поставено. И зависиме. И затоа фактички испаѓа сега вие префрлате вината на собранието, односно не префрламе вина. Ние само кажуваме факти. Образложението зашто тие служби или тие органи или тој политички субјект не ја разбира тежината и потребата во работата на судскиот. Јас не знам дали не ја разбира. Не знам, јас не можам да навлезам по причините да им одговара на политичарите да има такво судство. Јас не навлегувам во тоа, но јас тврдам што треба. Не бегам од тоа дека судијата кој дал заклетва и во вакви услови, секој судија кој станува судија знае во какви услови дека ќе суди во македонски суд, дека треба да работи совесно и честно. Тука не бегам од тоа. Ама за да го добиете комплетно, да добиете комплетно правда како што треба да ги имате сите работи. Цело е кога има се. Така, лично ќе бидам задоволен ако овој разговор или ова потенцирање од вашата страна укаже на елементите на независноста на буџетот према судската власт треба да се промени. Апсолутно. Значи, мора да се промени. За да можеме да дојдеме до таа ситуација утре кој ќе се испорача критиката да не може да се бара образложение дека кадарот го е закочен од политичкиот субјект. Апсолутно. Госпоđo Димовска, задоволство е со вас да се разговара. Благодарам. Јас имам овде уште 3 листа прашања. Нема проблем. Меѓутоа ќе ги оставиме за една друга пригода, во смисла на тоа, затоа што оваа тема не се затвара со едно интервју или со еден разговор. Не. Меѓутоа, сакам да го завршам со една добра поента за тоа прво како самите се гледаме, а потоа како не гледаат членките на Европската Унија. Поглаве 23 е клучно каде што е владење на правото, почитување законите, сите овие елементи сега што ги кажавме. Они фактички тоа е основата на членството. Дори некои прашања можеме да ги преминеме вака, да ги прескокнеме, нема да им бидат битни. Верувате дека до 2030 година ќе станеме Финска во правосудниот сектор? Видите, јас сум многу сега подигнав лествицата на светскиот ниво. Јас сум пред се многу оптимиста по природа, меѓутоа и реален човек. До 2030 не можеме да станеме Финска. Добре. Прво не сме финци. Прво сме балканци. Тоа е да се пошегуваме малку. Но треба да се трудиме и да покажеме напредок. Напредокот. Јас многу сакам да се видиме во европското семејство. Да. Мене напредокот ми треба мене како граѓан на оваа држава. Тука живеат моите деца, тука живеат моите внуци, тука живееме сите ние. Нас ни треба владење на правото. Јас и како човек пред се и како судија сакам да се чувствувам сигурно. Дека имаме судии што се корумпирани. Срамно е помислата да помислиме, а не да се случува тоа. Апсолутно. Меѓутоа, верувате, не зависи тоа само од нас, тоа е системско решение. Вие зборувате цело време правосудство, а јас зборувам за судство. Правосудство спаѓа обвинителство. Тука, ама ајде обвинителите и тие нека работат малку, нека испитуваат. Не сакам да отвориме таа тема од причини зашто сте судија или во судскиот совет, а колку што ги прочитав надлежностите се плашат да не ми одговорите со прашањето, па не ме прашувате мене за обвинителите. Не, ма зошто да не? Јас велам, не сакам да ги напаѓам колегите обвинители. Нека работат тие се посебна тема. Нека сите ние. Така е. Ние во нашиот дел, тие во нивниот дел, тие исто нека си ги кажат своите проблеми, нивната перцепција, но јас кажувам,
прашањето на корупцијата не можете да го оставите да го реши самото судство. Така е. Ако ние внатре имате, јас тврдам дека ако има корупција, тоа е мал процент, но тоа не е оправдување. Не sme да има корупција, затоа што граѓанинот не оди во суд секој ден. Судот не е супермаркет. Граѓанинот може би ќе отиде еднаш во животот или не еднаш. И тој очекува, и тој еднаш кога ќе отиде да добие правда. Или тој може да не, видете. Кај нас секогаш едната страна е незадоволна. Меѓутоа, кога ќе прочита одлуката, кога ќе чуе, ако длабоко во себе знае дека тоа е тоа, има тоа е правда. Морал, тоа е тоа. Меѓутоа, ако тој еднаш дојде во суд и се чувствува обесправен, дека не е сослушан како што треба, дека не му е дадена можност да ги презентира своите докази, за него таа перцепција е доживотна. Во прилог на ова ќе се повикам на податоците од Судот во Страсбург за човекови права, каде што 5% се разгледуваат од вкупниот број на представки доставени и повторно се враќаат предметите во македонското судство. Сака да каже дека некој повисок суд сепак е оценил работата на судиите позитивно. Тоа е веројатно низок процент. Господјо Димовска, задоволство ми беше што го направивме овој разговор. Имате голема обврска и задача, имате власт во Судскиот совет како член и пред јавноста да испорачате резултати. Да, тоа е голема обврска. Власта е пред се обврска и мора така да се свати. Јас така ја доживам и цел живот ја доживам. Јас сум судија од 96-та година и само така сум ја доживала судската власт. Никогаш не сум се почувствувала како власт, како голема власт, него исклучиво. Тој не е, не рековме. Тоа е огромно значење, но пред се е обврска и отчетност. Ние пред се имаме обврска да работиме честно, совесно и посветено и да бидеме отчетни. Благодарам за гостување. И благодарам за поканата. Почитувани гледачи, беше ова разговор со Антонета Димовска, член на Судскиот совет. Верувам дека пристапот и темите што ги отворивме, го задржавме вашето внимание, се во интерес на ваше информирање. Продолжуваме со други содржини.